До чекојмта 64 на На фото ругам. Мики. Чарто на фото. Добро утро, Мики. Добро утро, поздрав од Охрид, овој понеделник. Понеделник. Како помина викендот за тебе, Мики? Тоа беше одличен викенд, морам да кажам, времето беше одлично. Вчера за прв пат го пробавме езерото за оваа сезона и навистина и навистина водава беше одлична, малку можеби некако што се разбира во јули или во август, но полека го добива оној вистински препознатлив лик. Температурата не беше, пак ќе речем идеална како во јули или август, но слободно е веќе за капење, така да еви, ние вчера го искористивме убавиот ден и за прв пат оваа сезона и морам да кажам дека на голем дел од плажите низ, особено во Охрид, барем како што успеав вчера да видам, доста туристи, доста граѓани го искористија викендов и се капеа во водите на Охридското езеро. Така, сите оние кои што планираат да дојдат деновиве навака, слободно може да се капат. Сега гледам дека има некои најави за врнежји дожд наредниве денови, но не верувам дека тоа ќе ги предомисли да влезат за прв пат во езерово оваа сезона, ова лето. Официјално ја прегласаме отворена сезоната на езеро, додека Мики го пробал. Температурата е идеална, така да мислам дека од овој викенд официјално почнуваат одморите во Охрид. Денеска како е температурата? Гужвите почнуваат, а? Се приметува викендов дека имаше многу повеќе? Да, дефинитивно се приметува. Се приметуваш и деновиве во текот на минатава недела, не само викендов, но викендов навистина беа поголеми гужви, така да, како што кажа и ти, сезоната, особено на капење овде во Охрид, па и во Струга, полека се отвара. Утрово имаме температура од 21 степен, навистина идеална, пријатно утро, топло утро, според температурите кои што ќе следуваат во текот на денов, ќе имаме и топол ден со повисоки температури, така да и овој ден може да се искористи за капење. Мики, ние не можеме да се жалиме и ние имаме сонце и кај нас е многу топло. Е за единствено нешто што ми фали е езеро или барем вода, само нешто што не, тече. Вода како вода имаме, само што не можеме ни да се движиме блиску до нејзот и смрди. Да. Тоа не го сакаме. Тогаш по тушот е единствено решение. Тушот е најдобар. Само кога одиме дома, ние дома не одиме, ние тука живееме. Тушот е моментот кога ние се отвараме како никогаш. Таму си пееме, таму креираме некои интересни идеи. Сакам да те прашувам, Мики, дали пееш под туш? Мене ми се случува стално. Не. Да. Да, стално, нон-стоп. Значи јас еднаш неделно се капам под туш и тоа секоја недела, ама пеам фантастично. И која песна најмногу? Да. Осолемио, сигурно, Осолемио. Ке го прашаме некој друг ден, Мики, ке му даваме вака простор да не испеа нешто. Да, не бро, ама само ми треба туш. Мики, што очекуваме ова недела? Дали имаме нешто интересно? Еве, морам да кажам дека вчера во текот во Охрид стартуваше новата авиолинија до Охридскиот аеродром, тоа е до Вроцлав во Полска. Првите 200 туристи од Полска вчера пристигнаа на Охридскиот аеродром и беа пречекани со традиционалниот специјалитет од овој крај, тоа е познатото ѓомлезе. Значи 200 туристи од Полска веќе во вторник пристигнуваат. Ова се две нови авиолинии кои што ќе летаат ова лето до Охрид. Веќе од вторник Охрид се поврзува и со Катовице, исто така во Полска. Така да регионот околу Охридско езеро и ова лето ќе се надева на полски туристи. И минативе години полските гости беа навистина во голем број доаѓа овде во Охрид и во Струга, но потоа имаше некој мал пад на тој број, но да се надеваме дека со овие две нови авиолинии до Полска, тој број на полски туристи кои што навистина го сакаат регионот ќе се зголеми во голем број. Инаку од денес се враќа во функција си сезонските летови помеѓу Белград и Охрид, а од 16 јуни стартува повторно линијата Истанбул-Охрид. На 21 јуни уште една нова линија до Охридскиот аеродром, тоа е до Виена.
и до крајот на овој месец аеродромот во Охрид ќе има вкупно 8 авиокомпании кои што ќе летаат до Охридскиот аеродром, до 17 дестинации, вклучувајќи 14 редовни и сезонски линии, како и 3 чартер дестинации, така да ова е, претпоставам дека ќе биде еден добар импулс за туризмот овде во Охридско-Струшкиот регион, се разбира, најлесниот и најбрзиот пат да се стигне секаде преку авиолиниите со авиопревозот, и пак ќе речем да се надеваме дека овие нови авиолинии, постоечките, ќе донесат што повеќе гости во регионот и покрај тоа што сите се во недоумица и сите се во исчекување што навистина ќе донесе оваа сезона поради се уште актуалните случувања на глобалниот пазар. Јас морам да кажам дека овој период ги нема туристиве од Азија, азискиве гости кои што буквално преку цела година доаѓа овде, тие беа дел од некои така наречени кружни тури кои што освен Македонија ја посетуваа и земји од регионот Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, но овој период тие ги нема и според разговоров со туристички работници, тоа е пред се резултат на случувањата на Блискиот Исток, падот на бројот на авиолинии кои што и ги имаме од тој регион, така да сепак пак ќе речем сите се во очекување што и каква ќе биде оваа сезона. Мене баш ми е мило, Мики, дека се развива самиот аеродром со нови летови, ама многу се погоди многу и темата на денот денеска, што јас сакам многу да те прашам. Заради тоа што ние денеска зборуваме, Мики, за одмориве, дали се подобри дома или дали се подобро блиску до дома или надвор од граници. Како мислиш ти, Мики? Иако живееш во... Кои ти се плановите, Мики? Иако живееш во еден од најубавите места, јас би кажала, во Европа. Прво, како еве ќе земаме еден пример. За време на ковид кризава се случуваше буквално секојдневно десетици автомобили да гледам со регистрација од градови како што се Валандово, Струмица, Кратово. Значи тој период македонскиве граѓани го искористија да дојдат овде во Охрид или во Струга да летуваат. Но мислам дека најголемиот дел се уште размислуваат и плановите ги прават да заминат некаде на море. За жал, ние недоволно си ги користиме нашите убавини, недоволно си ги цениме убавините со кои располагаме. Некој ќе рече море е море, но да, море е море, но овој регион околу Охрид и Струга има навистина што друго да понуди, не е само езерово, туку и културно-историските локалитети, добрата храна. Имав можност да речеме пред неколку години да разговарам со гости од Сараево во Босна и Херцеговина кои што рекоа дека за прв пат се во Охрид, но дека 10 дена додека престојувале во Охрид, ниту еден ден не им бил доседен, туку буквално секој ден посетувале некоја различна локација. Така да ги кажам дека овој регион, да, дека за секој ден вие имате нешто различно да посетите и да видите се, да не ги набројуваме сега локалитетите, што се може да се види. Значи некој кој е сместен во Охрид слободно може на 15 минути му е Струга, овде е Вевчани. Знам да време на великденскиве празници и после тоа или за првомајските не се сеќавам, имаше гости српски и туристи. Јас тој период одев за Поградец во Албанија. Значи на граница кај Светинаум имаше неколку коли со српски регистарски таблици кои што најверојатно престојувале во Охрид и на еден ден отидоа на ручек на прошетка до Поградец. Значи навистина има што да се види. Но не е само Охрид и Струга, мислам дека Поградец, Мики, мислам дека Поградец цените се многу пониски од Охрид. И затоа знам дека многу туристи идат на таа страна. И таму веќе цениве последниот период одат нагоре, но за разлика пример ево од Охрид, цениве се поевтини и доста наши граѓани овде од регионот одат на ручек, исто како што и туристи од Албанија доаѓаат овде, близината си го прави своето и пак ќе речем секој сака барем еден половина ден или еден ден да помине. Зошто да не? Зошто да не, да. Мики, јас сакам да те прашам. Но не се само Охрид и Струга, имаме ние многу други
убави места. Беве за време на ковид кризата, јас морам да кажам дека не издегов надвор од границите, туку бевме на неколку дневен одмор во Берово, покрај Беровсково езеро. И тоа е навистина нешто прекрасно да се види, таму е буквално тоа е Швајцарија во Македонија, тие планини, Беровското езеро, таа природа што навистина е фасцинантна, е исто една убава локација тоа што треба да се види. Да, а зашто не можеме да направиме фамилиарни трендови, например, за да не одиме по апартмани, по хотели горе-долу, туку да се снаоѓаме со шатори, имаме сега секакви шатори и ајде една година со фамилија и поевтино ќе ни биде и верувам дека многу подобро од тоа што може да го измислиме. Па има доста туристи во Охрид и во Струга. Има на неколку локации овде околу езерово, има локации за кампинг туризам. Да. И многу кампери со специјалните возила кои што ја пропатуваат Европа, доаѓаат и остануваат и по неколку дена овде, но мислам дека тој начин на туризам кај нас се уште далечен. Не знам колку нашиве граѓани тоа го практикуваат, иако на времево нашиве оделе со шатори и на одмор, така да... Да, ама токму за тоа јас имам едно прашање. Ја мислам дека менталитетот ни е уште богаташ. Не, значи кампингот што е во Охрид е развиен и во Струга, извини, е развиен, идат многу граѓани, имат и од надвор од земјата и од Македонија, но јас многу ме интересира оваа година јавните плажи во Охрид, Мики. Дали има некој нов закон, дали има нешто ново што се... Не знам дали ќе има. Па цело време мислам дека се окупираат со... Иако се најавуваше носење на нов закон за плажи, со кој што ќе се регулира хаосот, буквално хаосот кој што владее на плажите во Охрид и во Струга, барем така еве најавуваше и градоначалников на Струга, дека најверојатно пред сезонава би требало да биде донесен, но тоа засега нема ништо и јас претпоставувам дека плажите во Струга и во Охрид и ова лето ќе функционираат на истиот начин како и минативе години. За жал, тука е и работава на инспекциите на државата, на сите надлежни институции и покрај законската обврска на оние кои што стопанисуваат, да речеме, со плажите, дека 40% од просторот треба да биде слободен за гости. Да нема лежалки, да нема чадори, минативе години се случуваше, затоа велам хаос, 100% од самите плажи да бидат пополнети со лежалки и чадори. Ти, пример, кој да сака граѓани, еве јас лично да сакам да дојдам да поставам чадор и пешкир, тоа буквално речиси беше невозможно. Така да сметам, мислам дека и ова лето ќе така, иако на многу места, пример, видов викендов во Струга минатава недела дека плаживе се уште не се подготвени, дека се уште се празни, не се поставени лежалки и чадори, но најверојатно веќе периодов кој што следува тоа ќе биде направен. Ајде да оставиме да видиме, можеби работиве ќе се променат, но јас лично сум оптимист дека нешто поразлично од другите години. Како беше она иницијатива која што беше низ Европа, плажи без чадори, без лежалки. Тоа јас го преживав во Грција, во Грција, значи пред 2-3 години имаше сегде чадори и лежалки. После една година кога се заминав пак, се беше празно. Сегде смееше да си поставиш пешки, да си седиш, да си уживаш. И тоа беше една од најубавите работи што можев да ги приметам барем во Грција. И Грција го имаше истиот проблем, но полека новите закони си доаѓаат и си мислат за народот. Тоа е многу убаво. Ти кажам дека минатото лето во Грција, како што велиш дека тоа си го доживеала ти, ние доживеавме ситуација да буквално немаше место за лежалки и за чадори да си поставиш. Се пешкери и чадор, се беше узурпирано со лежалки. Се зависи каде, Мики, ако има многу луѓе, ќе биде... Дури се случуваше српски туристи да ги оставаат пешкириве и чадориве на полноќ. Да, и за да на следниот ден кога ќе дојдат на плажа,
ќе им биде резервирано. местото, но на неколку пати се случуваше тамошниве полициски екипи со цели инспекцијски служби да дојдат среде ден или рано наутро, се до тоа да го соберат и да го однесат. Да. Да го однесат. Така Вики, да, може би ги тока и кај нас тоа треба да профункционира. Веруваме дека ќе се случи што подобро за народот. Јас ти благодарам зашто треба да одиме на реклами, обавезно ни е времето. Да. Баш. Утре ќе зборуваме за маратонот, зашто денеска заборавивме. Охрид трчат. Да. Утре ќе зборуваме и за маратонот. Договорен. Да. Мики, ти благодарам Фала многу, многу. убав ден и се слушаме утре во исто време. Се гледаме. Поздрав. Ти благодарам. Поздрав.